Добро вечер на сите, да се заблагодарам за присуството. Драго ми е што вечерва сме во Прилеп да ја промовираме победничката советничка листа и новиот градоначалник на општина Прилеп. Навистина имаме убави работи кои што ќе ги споделиме вечерва. Работи кои што и направивме изминатите 4 години во општината, но и многу планови за периодов кои што е пред нас и период во кој што заеднички со локалната самоуправа ќе работиме на реализација на навистина големи планови и големи проекти. Убеден сум дека со досегашното искуство кое што го има Дејан и како пратеник и претходно како претседател на Совет, но и многу значајно како претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, заеднички ќе соработуваме во периодов пред нас и ќе ги реализираме проектите кои што се ветени, но и доста кои што не сме ги ветили, а ги планираме за следниот период. Вечерва ќе најавам, можам ексклузивно да го кажам пред вас, дека имаме еден голем план на целосно автопатско поврзување на Прилеп, значи не само изградба на автопатот од Прилеп до Битола, туку исто така продолжување на истиот до Фариш, односно онаму каде што сега во моментов завршува експресниот пат градско Дреново-Фариш, да продолжи кон Прилеп со автопат кој што би продолжил секако до Битола, што мислам дека ќе е целосна револуција и во однос на економијата и во однос на комуникациите на целиот регион. Ние со Дејан се познаваме доста долго, сметам дека е одлично решение, сметам дека е една нова свежина за градот и дека е нов импулс кој што ќе покаже како може да се води градот и сум убеден дека ќе има неколку мандати, дека нема заврши на еден мандат, така што имаме човек и за третата, но и за четвртата деценија на 21 век во Прилеп, кој што ќе даде бројни резултати и секако резултати кои што ќе го однесат Прилеп на едно друго ниво. Благодарам многу и повелете ако има прашања. Најважно прашање е инфраструктурното, на што го посочивте и самите, докаде е автопатското решение Прилеп-Битола, дали има напредок, знаеме дека има, но докаде е со изградба? Прилеп-Битола оди одлично, морам да кажам дека сум многу задоволен од изведбата, за разлика од некои други инфраструктурни проекти каде што имам забелешки, дека сум многу задоволен. Очекуваме веќе на крајот на следната година да имаме први функционални 11 километри, а целото решение од 40 километри да биде готово на крајот на 2027 година или почеток на 2028 година, зависно од временските услови, така што еве најдоцна на почетокот на 2028 година ќе имаме автопат од Прилеп до Битола, кој што секако се надоврзува на експресниот пат кој што оди од градско преку Дреново до Фариш, а како што споменав од Фариш до Прилеп ќе работиме на проект исто така за автопатско поврзување, така што би имале целосно кога ќе тргнете од Скопје или од Гевгелија автопатско решение или експресен пат до Прилеп и секако од Прилеп до Битола. Добро вечер. Прво да ви се заблагодарам за вашиот интерес да го проследите овој вечерашен настан, промоција на кандидатот за градоначалник и промоција на победничката советничка листа овде во Прилеп. Голема благодарност до граѓаните кои што ја дадоа поддршката за ваков да биде изборот. Голема благодарност до координаторот од извршниот комитет, почитуваниот господин Александар Николовски, подпредседател на нашата партија и вице-премиер на владата. Благодарност до сите оние луѓе кои што најдоа храброст да се вклучат, затоа што едни вакви тешки времиња бараат храбри и одлучни луѓе. Луѓе кои што ги представуваат сите сфери на општественото живење и луѓе кои што ќе дадат дополнителен импулс во развојот на овој град. Верувам дека со еден ваков тим, како што го имаме во советничката листа и со мене како кандидат за градоначалник, иден градоначалник на општина Прилеп, ќе покажеме на вистина дека Прилеп во почетокот кога ја градеше оваа држава ги даде најголемите херои, ги даде најуспешните луѓе кои што тргнаа напред и ја формираа оваа држава и сега во втората и во третата деценија на 21 век луѓе кои што имаат храброст, одлучност и голема обврска кон сопствените сограѓани додат понатаму да го развиваат овој град и да го направат на вистина што е и што треба да биде европски град на култура, град на среќни граѓани, град кој што обкружува среќни и успешни луѓе. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и ве поканувам да ни ја проследите вечерашната промоција и да ги чуете што се она планираме во иднина да направиме. Да не заборавам да спомнам дека
во ваква една соработка и со една ваква влада која што е толку проактивна и спушти огромен дел од средствата кон локалната самоуправа за развој и на инфраструктурата и на комуналната инфраструктура и на комплетно развој на локалните самоуправи во Македонија, дека на вистина ова што ви го говорам, дека Прилеп во иднина ќе има еден сосема нов и поразличен лик од овој што денес го има. Благодарам. Новата визија за развоен и поперспективен Прилеп. Поверате, господине Предановски. И мојата понуда е едноставна, честна, јасна и изводлива. Јас сакам да имаме општина што решава проблеми, отвора можности и држи до својот збор. Општина со лице, не со изговори, со резултати, не со истрошени ветувања. Општина Прилеп ќе биде современа општина, отворена, инклузивна за секого. Ќе биде партнер со урбаните и местните заедници, со стопанството, со синдикатите, ќе бидеме партнер со спортските клубови, училиштата, невладините организации. Општина Прилеп ќе биде партнер со владата. Ќе работиме на стратешки најважните проекти за развојот на Прилеп. Ќе бидеме брза, ефикасна и силна администрација, која на владата ќе ги понуди логистика за брзо завршување на автопатот кон Битола, но и за брзо започнување со градба на делницата од патот Беловодица-Тројаци и идниот, сега вечерва најавен нов проект за експресно поврзување градско Прилеп. Ке соработуваме со владата во насока на реформа во здравствените капацитети во Прилеп, во развојот на индустриските зони, во инвестициите во земјоделието и поддршка на истото, во развој на капацитетите за поголеми добивки на државата и општината од нашиот мермер.